Драги ученици, а сега за промена да го оставиме сетичниот систем и да се запознаеме со системот на мерки за време. Повеќето од мерките за време веќе ви се познати и ги применувате при читањето на часовникот и календарот, но сепак нема да биде на одмет да направиме една систематизација и да ги поставиме во листа за да ги согледаме нивните односи. Ве покануваме да го проследите видеото во продолжение. Поставеноста на мерките за маса, течност и должина е во форма на десетичен систем, односно секоја мерка е 10 пати помала од претходната или е 10 пати поголема од следната мерка. Тоа важи и за мерките за маса, исто и за мерките за течност, како и за мерките за должина. Меѓутоа, денес ќе се запознаеме со мерките за време, чиј меѓусебен однос е поставен малку поинаку. Ќе започнеме со најмалата мерка за време, тоа е секундата, која што можеме да ја сретнеме запишана на два начина. Секундите ги мери најбрзата стрелка на часовникот, следна е минутата. За да имаме една минута, треба да изминат 60 секунди. За една минута, најбрзата стрелка на часовникот ќе направи еден цел круг. Поголема мерка од минутата е 1 час. Часот е еднаков на 60 минути. За да измине 1 час на часовникот, потребно е големата стрелка да направи цел круг или малата стрелка да помине од една до друга бројка. После часот, следна мерка е 1 ден. Денот има 24 часа. Седмицата е мерка за време која што има 7 денови. Често пати разговорно можеме името да го сретнеме како недела. Следната мерка е месецот. Еден месец може да има најмногу 4 седмици. Односно, неколку денови повеќе од 4 седмици, но никогаш полни 5 седмици. За да имаме година, потребни ни се 12 месеци. А после една година веќе го среќаваме десетичниот систем кај мерките за време, односно една деценија е еднаква на 10 години. Еден век е еднаков на 10 децении или 100 години. Уште можеме да го сретнеме името столетие. И еден милениум кој има 1000 години. Или уште можеме да го сретнеме името 1000 летие. А сега, предизвикот за денешното видео. Исечете лента од хартија со должина од 1 метар и врз неа обележете ги следните датуми. На почетокот од лентата запишете го датумот на вашето раѓање. Во продолжение запишете повеќе датуми кои сметате дека се важни за вас. Првото запче, првите чекори,
Прв ден во градинка, прв ден во училиште. И ова е само почетокот на вашата временска лента. Можете да ја зачувате, да ја продолжувате и дополнувате. Фотографирајте што работевте, а фотографиите испратете ни ги за да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.